Со новиот правилник за поставување урбана опрема, Општина Центар планира да стави крај на дивењето на кафеанџиите низ центарот на градот. Според Богдановиќ, сега во Центар нема место за движење на пешаците и велосипедистите од терасите на кафулињата, кои летно време ги зафаќаат и тротоарите и пешачките патеки, а зимно време се затворени со стакло. Со правилникот, Општина Центар ќе ги преземе надлежностите од град Скопје за издавање на одобренија за поставување маси и столици пред кафулињата и кафеаните. Досега кафеанџиите поднесуваа елаборати за поставување урбана опрема во град Скопје, кој им ги одобруваше, а општината требаше да контролира и санкционира доколку се зафаќаше поголема јавна површина. Ваквата процедура создала потешкоти и за општинските инспектори бидејќи не се знаело до каде се постапките со елаборатите и што е одобрено. Со новиот правилник, општината точно ќе знае кој објект има дозвола за летна тераса и дали ги почитува одредбите. Најпрво угостителите ќе треба да достават елаборат до Општина Центар и откако ќе им одобри, ќе побараат дозвола за вршење на дејност од град Скопје. Во елаборатите ќе мора да се почитуваат условите, како што е да има на тротоарите 2,5 метри простор за пешаци, а непочитувањето на правилата ќе биде санкционирано со уривање на терасата. Овој правилник треба да биде усвоен на седница на Совет на Општина Центар до крајот на месецов. Потоа тој ќе биде основа за носење одлуки со кои, за да се отвори кафула во зграда, сопственикот треба да има дозвола од 51% од станарите, а доколку нема ваква дозвола, нема да му се одобри проектот, а ќе биде ограничено и времето до кога може да се пушта гласна музика на летните тераси.